Браќа и сестри, вчера го славевме воскресението на Лазара. И Господ Христос беше таму, во Витанија, за да го воскресне Лазара, неговиот пријател, иако веќе умрен 4 дена. Можете да замислите некој четвртнодневен покојник како веќе започнал да мириса, а Господ го воскреснува после 4 дена Лазара. И денеска прави нешто што е скоро необјаснимо. Влегува во Ерусалим торжествено на Мерцедес. Зашто осле на Магаревото и друг пат сум зборувал било како Мерцедес. Влегува со сета помпа, како што денеска председателот на Америка кога го избираат влегува за да биде интронизиран. И тој Христос, иако сето го знае тоа, и знае дека после неколку денови ќе биде распнат, токму во Ерусалим, се согласува да влезе со таква слава во Ерусалим. Ќе речете зошто? За да покаже и на тие генерации кои живеат во тоа време, и да ни покаже на сите генерации после, до нашата генерација и после неа, дека Христос не дојде да биде политички водач, како што го очекуваше народот. Затоа што народот очекуваше да биде избавен од римското робство, а не да има вечен живот. А Христос дојде да имаме вечен живот, а не да не избави од било какво робство овде на земјата. И од тогаш па и до сега, често луѓето не разбираат дека Христос како Бог се грижи за нашата иднина во Царството Божјо, а не за овдешниот политички живот. Овде и вака, и подобро, и полошо, и побогато, и посиромашно, ќе поминеме во овој свет. Ама наредните милиарди години, а тоа е вечност, како ќе ги поминиме ако овде си завалкаме се преку краткиот живот кој го живееме? А можеме или да си ги отвориме небесата, или да си ги затвориме сите врати за вечноста. Ето затоа дојде Господ во Ерусалим и како политичка личност да каже дека политиката нема сила, дека политиката нема никакво значење, подобро речено, за вечноста. Добро е да бидеме ние во добри односи. Ама ако не можеме со некој да бидеме во добри односи, ќе бидеме во лоши односи. Како што денеска гледате израилскиот народ, тој, наследниците на оние кои го пречака Христа, се борат со сите во околината. Значи нема добри односи, значи политиката ништо е ветерна магла. Ама, што е важно? Важно е да си ја обезбедиш вечноста. Ете затоа Господ дојде во Ерусалим со таква слава и како политичка личност го примија. Иако неговата цел не беше да се промовира како политичка личност. Затоа што тој не дојде да го ослободи еврејскиот народ од римското робство, туку дојде да објави нов живот. Живот
во вечноста. И тоа го направи најуспешно што може. И ние денеска затоа ги следиме неговите стапки, затоа што ни ги отвори вратите за вечноста. Не затоа што ни покажа политика подобра отколку што водат нашите корумпирани политичари. Не, и од секојаш била политиката корумпирана. Немој да мислите дека сега е само корумпирана, па затоа живеат некои луѓе за во овој свет да стегнат преку расипани методи, тоа значи корумпирани методи, да дојдат до богатство. Ама не мислат за вечноста. А ние христијаните, кому Господ еве вака на овој начин, влегувајќи во Ерусалим, а по 4 дена знајќи дека ќе биде распнат, отвараме нова перспектива за животот, таа е перспективата на вечноста. И затоа имаме што да понудиме и пред себе, и пред идните генерации, и пред сите наши сограѓани со кои сожителствуваме. Не е како едноставна политика, да бидеме во добри односи, за добро да ни биде овде на земјата. Туку да живееме со надеж дека ќе имаме вечен живот. Тој вечен живот, браќа и сестри, треба да не окупира. Треба да ни биде најважната цел на животот. Зашто ништо поважно немаме. Што би имале ние поважно од тоа да стекнеме живот вечер? Ние и садиме тутун. Ова е крај кој е познат земјоделски крај. И правиме некои други животни потреби. Ама најважно се ни е тоа го правиме за да имаме живот вечер. Се сеќавам еднаш атињаните и персиците кога воделе војна. И атињаните им велат на персиците: примири еден ден. Абе што ви значи еден ден примирие, како сега за Украина примирие што велат? Што ви значи еден ден примирие дека ќе има? Ами како ќе вели? Ние во тој ден кога имаме примирие, ќе произведеме, односно ќе гледаме театар. Абе вие да не сте луди, војна водите, им велат персијанците, театар ли ќе гледате? Ами ние водиме војна за да гледаме театар, велат атињаните. Што значи и ние и водиме и политички живот, и поминуваме низ овој свет, и низ овој живот, ама со еден важен елемент, а тоа е животот вечер. Него не го забораваме, за него се правиме, нему се му подредуваме, зашто тоа е најважното нешто. Се друго е споредно, се друго и може и не мора. Ама животот вечер, ако го изгубиме, што ни е дали 10 кила или 100 кила или 1000 кила тутун повеќе ќе произведеме оваа година? Тоа значи, овие настани кои ни доаѓаат, а ни доаѓа крстот Господов, не ни доаѓа нешто добро, меѓутоа преку крстот доаѓа воскресението. Се многу важни настани, затоа да се собираме во црква. На Велики четврток вечерта, на Велики петок, да бидат полни црквите, сите да доаѓаат во црква, затоа што тогаш свесно покажуваме дека преку крстот Господов сакаме да влеземе во воскресението. Не може поинаку да се влезе во воскресение и живот вечер, освен преку крстот, браќа и сестри. Не е просто едноставно се крстиме и знаеме како да се крстиме,
од десно кон лево. Не е тоа најважното. Најважното е крстот да го носиме во срцето. А тоа значи да постане животот наш крстовоскресен. Преку крстот да доаѓаме до воскресението, зашто така ни покажа Господ. Ете, Господ нека ни биде милостив, не само овие денови кога е изобилна неговата милост, туку во сите дни на вашиот живот. Тој да ви биде потпора, на него да се подпирете, ама и како крстовоскресна личност, да не бегаме од крстот негов, а тоа значи да не бегаме од нашите искушенија, во смисла да ги претрпуваме, да се бориме со нив, за да доживееме воскресение и живот вечен. Амин.